Почитувани гледачи, ова е Светот денес на Тера. Еве што ќе гледате во најновото издание. Со мексиканската Хенри IV започна второто издание на Битола Шекспир фестивалот. Министерството за внатрешни работи со кампања за негативното влијание на алкохолот врз возењето. Пораст во млечната индустрија во последните 5 години. Сепаратистите кријат докази за соборувањето на малезискиот авион, криејќи дел од телата. Синоќа започна второто издание на Битола Шекспир фестивалот со представата Хенри IV на Националниот театар од Мексико. Со громогласен аплауз, многобројната публика ја поздрави изведбата на представата. Пред почетокот на фестивалот се обратија американскиот режисер Џон Блондел од театарот во Санта Барбара и битолскиот градоначалник доктор Владимир Талески. Ја истакнаа важноста од одржувањето на овој фестивал посветен на Шекспир во Битола и посакаа успешно фестивалско патување. Значи ќе понудиме 9 театарски представи, од кои 5 се странски и 4 се домашни. Особено радува фактот што ова година нашиот Шекспирот фестивал испровоцира 3 македонски театри да го постават Шекспир на своите сцени, што според театролозите македонски не се случило во историјата на постоењето на македонскиот театар, што особено радува и мислам дека тоа ќе значи еден нов момент воопшто во македонската театарска култура воопшто. Неколку години практично раководството на Народниот театар размислуваше, заеднички разговаравме и мислам дека е одлична идејата да се направи еден фестивал, токму ваков, значи Шекспир фестивал, значи Битола Шекспир фестивал, што значи дека практично ќе се гледаат, ќе се коментираат, ќе се анализираат само представи, театарски представи кои што се направени на делата од Шекспир. Вие знаете дека продукцијата е многу голема, значи годишната продукција се работи за веројатно стотици, можеби и повеќе од тоа наслови во различни земји, во многу различни театри кои што се да речеме и како театри сосема различни. Например, имате театар комедија, драмски театри, национални театри и така натаму. И како што гледате, мислам дека минато годинашниот фестивал предизвика или мотивира или иницираше и неколку наши театри, домашни од Република Македонија, да направат неколку наслови од Шекспир. Видете, Шекспир е една многу универзална работа. Значи, тоа е нешто кое што ако може така да кажеме, како единица мерка за нешто што значи вредност. Па тука се мерат и различни режисери, актери, драматурзи, театри и земји на различни фестивали од најразличен вид. Така што мислам дека оваа година еве по втор пат има многу голем интерес. Јас се радувам што има и домашна продукција, но имаме и гости. Така што оваа година се практично 9. Ако знаеме дека прва ни беше Глоб, но заради техничките веќе закажани работи мораше да се одржи многу порано и тоа е единствената театарска представа која што беше Хамлет, значи одиграна во Хераклеја. Сите други овие ќе се одиграт во Народниот театар од Битола, така што мислам дека е една голема предност, една голема придобивка и ова на ваков начин може да се случи само во Битола, затоа што овде е најдобриот театар, овде ги имаме најдобрите услови, најважното, овде ги имаме луѓето кои што најмногу го разбираат и најдобро театарот. El hijo del conde de Northumberland se enfrentó en sangriento combate con algunos nobles escoceses a quienes logró vencer y capturar. Sin embargo, ahora se niega a entregarle estos prisioneros a su majestad. El conde de Northumberland es el afortunado padre de un hijo colmado de bendiciones, valeroso, honorable, un temerario infante guerrero. Un orgullo. En tanto yo solo veo como una deshonra y el vicio en la frente de mi propio hijo. Денеска во Народниот театар во Битола ќе биде изведена театарската представа Шекспир од Холандија. На втората фестивалска вечер на сцената на Националната установа Народен театар Битола ќе настапат актерите од театарот комедија од Скопје,
кои ќе изведат представата Многу врева за ништо во режија на Дејан Бројковски. Утре ќе се изведе представата Хамлет со театарска екипа од Турција. Представата е дел од фестивалот посветен на Вилјам Шекспир и ќе се одигра во Народниот театар во Битола со почеток во 20 часот и 30 минути. До 26 јули на сцената на Народниот театар Битола ќе настапат и Националниот театар од Тирана, Албанија, театарот Поколение од Сан Петерсбург, Русија и македонските ансамбли Театар Комедија од Скопје со Многу врева за ништо во режија на Дејан Бројковски. Велешкиот театар ќе ја изведе Крала Лир во режија на Звездана Ангеловска. Битолскиот театар представата Отело во режија на Диего Дебреа, а Прелепскиот театар Сон на летната ноќ во режија на Нела Витошевиќ. А еве што ќе гледате во продолжение на вестите. Утре не очекуваат пеколни горештини, метролозите предвидуваат температури до 36 степени. И за други теми по кратката пауза останете со нас. Телевизијата која е на страната на гледачите, од сега и на вашите паметни телефони. Секојдневно преку 300 информации во Актуел, Свето денес, ритамот на градот, Спорт рапорт, забавниот сервис на Тера. Читајте и гледајте Тера на мобилен. Алкохолот и воланот се смртоносна комбинација и статистиката го докажува овој факт. Во изминатите 6 месеци во сообраќајни несреќи загинале 64 лица. За среќа овие бројки се за 10% помалку од истиот период лани. Министерството за внатрешни работи започна кампања за алкохолот и неговото негативно влијание врз возењето. Министерството за внатрешни работи и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата почнаа со реализација на едукативна кампања за алкохолот и неговото негативно влијание врз возењето. Преку едукативни флаери со содржина алкохол и волан, најлоша комбинација, што синоќа беа делени на улицата Орце Николов во Скопје. Возачите се информираа за дејството на алкохолот врз сообраќајот. Според податоците на Министерството за внатрешни работи, во првите 6 месеци од годинава се случиле вкупно 1753 сообраќајки со тешки последици. При тоа има 64 жртви, 403 лица се повредени со тешки телесни повреди, а 2028 лица се повредени со лесни телесни повреди. Сепак статистиката говори дека овие бројки се за 10% помалку од истиот период минатата година, што значи дека интензивната работа во делот на превентивата ги дава почетните резултати и потврдува дека мора да се продолжи со активности за подигнување на свеста на возачите, изјави министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, која на возачите лично им делеше едукативни флаери. Надлежните предупредуваат дека не треба да се конзумира алкохол додека се вози, бидејќи се намалуваат моторичките способности за управување со моторно возило и со тоа се доведуваат во опасност сите во возилото и оние кои што се наоѓаат на улицата. Регистриран е пораст во млечната индустрија во последните 5 години. Кравите одгледувани на модернизирани фарми даваат повеќе млеко од останатите. Регистриран е пораст во млечната индустрија во изминатите 5 години. Зголемувањето на сточниот фонд и изградата на сопствени фарми, воведувањето нови технологии се само дел од инвестициските потфати на домашните млекарници со цел зголемување на производството на млеко. Во последните 5 години тоа доведе до зголемување на откупот на млеко во земјата. Во 2013 година произведени се 380,7 милиони литри кравјо млеко. Според податоците на Државниот завод за статистика објавени во последната годишна публикација за сточарство, во 2013 година во Македонија од земјоделците и земјоделските комбинати се произведени вкупно 380,7 милиони литри кравјо млеко, што е зголемување за 8,8% споредено со 2012 година, кога производството на кравјо сурово млеко изнесувало 349,7 милиони литри. Споредено со 2009 година, кога биле произведени 242 милиони литри, статистиката покажува зголемување на млекопроизводството за
за 11%. Во исто време пораснал и приносот на млеко по молзна крава од 2928 литри на 3009 литри сурово кравјо млеко. Според податоците по публикацијата во 2013 година, најголемиот дел од кравјото млеко е произведен од индивидуалните фармери на сметка на земјоделските комбинати, додека пак приносот по молзна крава е далеку поголем кај големите фарми отколку кај индивидуалните фармери. Минатата година крава одгледувана во модернизирана краварска фарма давала по 5270 литри млеко годишно, додека кај индивидуален фармер каде што условите за одгледување се полоши, годишниот принос по молзна крава изнесувал 3266 литри сурово млеко. Утре не очекуваат пеколни горештини, метеоролозите предвидуваат температури до 36 степени. Времето утре ќе биде сончево и потопло со мала облачност. Кон крајот на денот ќе се прошири облачноста од северозападните делови и преку ноќта во западните делови ќе има услови за краткотраен дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Температурата ќе се движи од 25 до 36 степени. УВ индексот ќе изнесува 8. Во вторник од пладневните часови ќе биде нестабилно проследено со пороен дожд и грмежи и ќе дува повремен засилен јужен ветер. Нестабилно во пладневните часови ќе се задржи до крајот на работната недела. Сега вестите од светот. Сепаратистите кријат докази за соборувањето на малезискиот авион, криејќи дел од телата. И за други случувања по кратката пауза. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: колку пари ќе потрошиме за годишниот одмор? До 500 евра, од 500 до 1000 евра, повеќе од 1000 евра. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Во жешките летни вечери една од најдобрите занимации е да се гледаат филмови. Тера телевизија ги најавува своите филмски термини. Од понеделник до петок, вечерен филм на Тера на 10 минути пред полноќ. Во сабота и недела, попладневен термин за филм во 18 часот. Филмска програма на Тера телевизија. Вие ја гледате Тера телевизија. Британија, Франција и Германија од Путин бараат пристап до местото на несреќата на малезискиот авион. Сепаратистите кријат докази за соборувањето на авионот, криејќи дел од телата на загинатите. Малезија Ерлајнс ја објави целосната листа на патниците кои загинаа во авионската несреќа во Украина, откако авионот беше погоден со проектил за кој проруската страна во Украина тврди дека не е нејзино дело и покрај обвинувањето од страна на меѓународната заедница, согласно фактот што тој дел е контролиран од проруската страна. Малезија Ерлајнс објави дека ќе го повлече авионот МХ-17. Во меѓувреме не запираат обвинувањата кон Русија од страна на меѓународната заедница. Последната изјава доаѓа од австралискиот премиер Тони Абот. Русија не може да ги измие своите раце од ова, вели тој. Проруските сепаратисти во меѓувреме прават се што е во нивна моќ за да ги сокријат доказите дека малезискиот авион што падна во источна Украина е соборен со руска ракета, изјави денеска портпаролот на Украинскиот совет за национална безбедност Андреј Лисенко. Терористите прават се што е во нивна моќ за да ги сокријат доказите за вмешаноста на руска ракета во соборувањето на авионот, изјави Лисенко на пресконференција во Киев. Тој вели дека сепаратистите со камиони ги однеле остатоците на авионот и дел од телата на загинатите, иако местото на несреќата не треба да биде допирано со цел експертите да можат да ги утврдат причините за падот на авионот. Терористите однеле 38 тела во регионалната болница во Донецк. Ние не знаеме каде ги однеле останатите тела, изјави Лисенко. Вработени во локалната железница во Донецк денеска изјавија дека десетици тела на загинати при падот на авионот во текот на минатата ноќ биле пренесени во вагони фрижидери кои се наоѓаат на една станица на 15 километри од местото на
несреќата. Властите во Киев веднаш за падот на малезискиот Боинг ги обвинија проруските сепаратисти дека го собориле авионот, обвинувајќи ги за терористички напад, поради кој ќе треба да одговараат за воени злосторства пред меѓународниот суд во Хаг. Лидерите на Велика Британија, Франција и Германија се согласија за воведување поостри мерки против Русија ако претседателот Владимир Путин не обезбеди од проруските сепаратисти целосно слободен пристап за истражителите до местото на несреќата на малезискиот авион. Канцеларијата на францускиот претседател Франсоа Оланд објави соопштение во кое се наведува дека тој веќе разговарал телефонски со германската канцеларка Ангела Меркел и британскиот премиер Дејвид Камерон. Ако Русија итно не ги преземе потребните мерки, Советот за надворешни работи на Европската унија, што ќе се одржи на 22 јули, ќе утврди какви ќе бидат последиците, предупредија тројцата лидери. Илјадници палестинци денеска бегаат од истокот на Газа по новите жестоки бомбардирања на Израел, јавува агенцијата Associated Press, која прецизира дека многу жртви лежат на улиците, но лекарската помош не доаѓа, токму поради стрелите кои доаѓаат од Израел. Портпаролот на службите за итна помош тврди дека најмалку 20 мртви лица, помеѓу кои и деца, се наоѓаат на улиците на Газа. Израелската армија денеска најави дека биле убиени 20 израелски војници во овие борби и со тоа билансот на жртвите се 7 војнички животи. Армијата исто така извести дека ќе ја засили својата офанзива на терен, која влегува во својот 13-ти ден и досега однесе 350 палестински жртви. Со ова најверојатно се доведува во опасност прекинот на огнот кој го предложи Египет. Хамас од своја страна им ги даде своите услови на Египет, Катар и Турција, на Арапската лига и на палестинскиот претседател Махмуд Абас. Неделава Египет предложи прекин на огнот. Предлогот го прифати Израел, но Хамас го отфрли, барајќи претходно кревање на блокадата на Газа, отворање на границата со Египет, ослободување на заробени палестинци и уште неколку други услови. Хамас тврди дека не бил во текст со египетскиот предлог и дека за неговата содржина бил запознаен преку медиумите, што воопшто не му се допаднало нова исламистичко движење. Тие сакаат во прекинот на огнот да се ангажираат Катар и Турција, кои Хамас ги смета за сојузници. Минатата ноќ Хамас соопшти дека добил покана од Египет за средба во Каиро, на која ќе се разговара за египетската иницијатива. Во овој текст Хамас вели дека неговата позиција за египетскиот предлог е позната и дека движењето ја отфрла, но истовремено е спремно да соработува со секоја иницијатива на било која страна која би одговорила на специфичните барања на Палестина кои веќе се презентирани. Најмалку 27 лица денеска загинаа во серија бомбашки напади во ирачкиот главен град Багдад, како што соопшти ирачката полиција. 3 од нападите се случиле во период од 10 минути, поради што постои сомнеж дека станува збор за координирана терористичка акција. Безбедносните аналитичари оценуваат дека овие напади дополнително го поткопуваат чувството на сигурност на жителите на Багдад во услови кога сунитските исламистички бунтовници контролираат големи подрачја во северните и западните делови на Ирак и се заканува со офанзива кон ирачкиот главен град. Екстремистичката група Исламска држава ја презеде одговорноста за серијата бомбашки напади во шиитските квартови на Багдад, во кои загинаа најмалку 27 луѓе. Групата соопшти дека нивните борци се одговорни за вчерашните самоубиствени бомбашки напади во Багдад. Во меѓувреме ирачките христијани заминуваат од Мосул, откако милитантите од Исламската држава се заканија дека ќе ги убијат ако не се конвертираат или да плаќаат посебен данок. Кипар денеска ја одбележува 40 годишнината од војната интервенција на вооружените сили на Турција, која доведе до подолба на островот на грчки и турски дел. Годишнината се одбележува со црковни богослужби во помен на загинатите и со протестни митинзи во јужниот грчки дел на Кипар, како и со воена парада во северниот турски дел. Кипарските грци 20 јули го сметаат за ден на национална трагедија, додека за островските турци тоа е празник на мирот и слободата, во чие чествување годинава учествува и турскиот претседател Абдула Ѓул. На 20 јули 1974 година околу 30.000 турски војници се истоварија на Кипар како одговор на војниот удар извршен 5 дена порано од страна на кипарската армија со поддршка на војната хунта во Атина со цел припојување на островот кон Грција. За кусо време турските сили успеаа да преземат контрола на 38% од територијата на Кипар, на кој денеска се наоѓа Турската република Северен Кипар, која единствено е призната од Анкара.
кара. Конфликтот во кој загинаа над 3000 кипарци, а 1400 се уште се водат за исчезнати, заврши на 18 август. По прекинот на огнот, околу 200.000 кипарски грци беа принудени да се преселат во јужниот дел на островот, а околу 40.000 турци во северниот. Обидите за надминување на кризата со поделениот Кипар, што започнаа во 1975 година, до ден денес не вродија со решение. Еден од најбогатите луѓе на светот предлага да се работи само 3 дена во неделата. Карлос Слим, вториот најбогат човек во светот, присуствуваше на деловна конференција во Парагвај, каде предложи радикален пресврт во начинот на работење, пишува Time. Најбогатиот човек во светот смета дека луѓето би требало да работат само 3 дена во неделата. Со 3 дена би имале повеќе време за релаксирање, односно по квалитетен начин на живот, вели Слим. Но се разбира дека тоа не би било така како што мислиме. 4 слободни дена во неделата значително би го одложиле пензионирањето. Нашиот работен век би се продолжил и наместо да одиме во пензија на 60 години, тоа би се случило на 75. Карлос Слим е извршен директор на Телемакс. Од неодамна компанијата почна да склучува нов договор за работа, според кој работниците ќе можат да се пензионираат на 50 годишна возраст, но имаат и опција да останат на работното место со целосна плата и 4 работни дена. Според Forbes, богатството на Слим се проценува на 80 милиарди долари, а исто така важи за еден од најголемите филантропи во светот. Со следната тема се враќаме кај нас. Временската состојба овозможи релаксирана летна сезона за битолските пожарникари. Освен пожарот кај стариот Прогрес, немале поголеми интервенции. Апелираат на превентива за да не дојде до пожари. Оливера Михајловска. Релаксирано лето досега за битолските пожарникари, освен големиот пожар во кој изгоре фабриката Виго или стариот Прогрес. Поголема интервенција немале, велат од таму. Според командирот на битолската територијална противпожарна единица, превентивата е она што сите нас може да не заштити, бидејќи како елементарна непогода. Пожарот не може да се предвиди каде, кога, во колку и на кое место може да се случи. Затоа граѓаните најпрво да си ги исчистат оджаците, а потоа да внимаваат на електриката. Граѓанинот имало обичај ќе пушти климата, он излегува. Он излегува мислејќи дека се види посвежо, а тоа е неголемата грешка, затоа што он веќе пушта уред кој што работи, односно функционира. Значи, во летниот период таквите системи, таквите уреди, електрични уреди не смеат никогаш да функционираат, односно да бидат во напон кога немаме присуство на човек во тоа домаќинство. Период каде што граѓаните, поготово кога присуствуваат, се наоѓаат во излетничките места или надвор од своите домови. Значи, строго е забрането, буквално строго е забрането палење пожари, односно оган на отворен простор. Заради тоа што он не е свесен што се може и во каков момент може да дојде до промена на временските ситуации, може да дојде до ветри данаси катастрофални. Значи, ако во сезона на жетва да се внимава и со каква механизација се работи. Употребата на неисправна механизација или недоволно заштитена механизација, поготово кај издувните грани на тие земјоделски машини или неисправноста на електричната, сите се тие потенцијални опасности кои што може да предизвикаат пожар во овој период. А граѓанинот или собственикот е тој кој што треба да води грижа. Така да една од мерките кои што во овој летен период, поготово кај земјоделските машини, да не сме да излезе земјоделска или да се движи земјоделска машина без соодветен ПП апарат. Може би ладното лето помага да не одминат шумските пожари кои низ годините не етикетираа, но од вежба и готовност нема зијан. По четврти пат годинава повторно под покровителство на општина Битола во Скочевир ќе се одржи летниот камп за доброволните противпожарни друштва од Битола. Во овој камп пред се акцент им даден на и ќе учествуваат дел од вработените од јавните предпријатија, значи Лискоградба, Водовод, Комуналец, Националниот парк Пелисте со своји вработени, каде што ќе се применуваат, односно ќе се увежбуваат тактички настапи и методи за пожари на отворен простор. Летниот камп започнува в петок, а в сабота завршува.
Битола повторно е домаќин на турска филмска екипа, која деновиве снимаше дел од турскиот долгометражен филм Лимонада. Оливера Михајловска. Битола повторно е домаќин на турска филмска екипа која деновиве снимаше дел од турскиот долгометражен филм Лимонада. Филмот е по сценарио на познатите турски актери Али Атай и Иртан Шабан. Снимањето на филмот започна во Истанбул и веднаш потоа продолжи во Македонија. Од 2 јули, според моменталниот план информираат од продукцијата, ќе се одвива до 19 јули годинава. Снимањето се одвиваше на неколку локации во центарот на Битола, филмскиот град, како и во околните села. Една од највпечатливите сцени во филмот, каде учествувале голем број на статисти, било снимањето на сцена на свадба во ромската населба Тризла во Прилеп, каде специјално гостувал познатиот турски музичар Ангел Папов. Улогите ги толкуваат актерските звезди од Турција, Серкан Кишкин, Фунда Ерит, како и актерите од Македонија, Ертан Шабан, Луран Ахмети, Бедија Бегова, Зекир Шпахи, Денис Абдула, Сонја Михајлова, Радојка Димевска, Елена Трпковска, Филип Мирчевски, Зубејде и Осман Али. Режисерот на филмот е Али Атай, а е во продукција на Адал Филм од Истанбул во соработка со Сектор Филм од Македонија. Како гости на екипата беа присутни и заедно со останатите членови уживаа во престојот во Битола неколку познати звезди од турските хит серии кои се емитуваат на нашите ТВ екрани, како Нехир Ердоган, позната по ликот на Назли во серијата Зет дома Зет, и Хазал Каја, позната по ликот на Нихал од Забранета љубов. Плажите на Преспанското езеро се уредени, а условите за одмор на туристите значително подобрени. Се враќа сјајот на Преспа. Маја Богоевска. Иако пред неколку години ретко кој помислуваше летните горештини да ги победи со разладување во Преспа, сега сликата е сосема поинаква. Пред повеќе од 20 години Преспа беше првата туристичка дестинација, особено за битолчани, но потоа Преспа се претвори во место кое сите го избегнуваат, запуштено со грмушки трња, несредени плажи. За среќа од пред 4 до 5 години бизнисмените и туристите решија дека треба да се врати нејзиниот сјај. Со исчистени плажи, ситен песок, новитети и пријатна услуга. Преспа почнува да личи на некогашната топ дестинација. Посетителите се позадоволни, а и концесионерите и гостителите исто така. Условите за одмор на туристите значително се подобрува, иако треба уште многу да се направи. Природните убавини, манастирите, тишината која ја нуди Преспа е она што ги привлекува туристите тука. Наскоро ќе започнат и активностите за уредување на вкупно 600 метри плажа на Преспанското езеро. Предвидено е во рок од 4 месеци да биде завршено уредувањето на плажите, со што истите ќе бидат подготвени за пречек на првите туристи во текот на следната туристичка сезона. Теренот на кој ќе бидат уредувани плажите ќе биде нивелиран со песок, а функционално планираниот простор за плажа е решен како единствена целина со содржини од услужен карактер. Особено внимание ќе се посвети на тоа да не биде нарушен екоинтегритетот на околината, односно флората и фауната во непосредната близина на плажите. Сега да видиме какво време не очекува во следните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен?
Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Довидување.